Оваа сабота во нашиот приказник разговараме со Мима Пеовска, авангардна македонска дизајнерка на накид со над 17 години искуство и пасош пон печати. Ќе откриеме како нејзините глобални колекции носат стабилни приходи и кои се клучните чекори за успех како дигитален номад во Македонија. Како да речеме креативен дух, не сум можела да се замислам ја да имам 9 до 5 или на едно место или да имам фиксни сати, па не знам, тоа никако нити ми било привлечно, нити па сум се форсирала на некој начин да ми стане блиско или ајде ќе пробам, или не знам, тоа од старт ми било не фала. Не сум знаела на кој начин ќе правам пари или ќе си обезбедам доволно финанси за слободен живот или многу патување како што си сакам, ама едноставно сум гледала, ова можеби ми интересира, ќе зборам со ова, имам многу пријатели во странство, во светов. Ќе зборам со пријатели кои како успел во животов, кои како си ја нашол пасијата, кои како се снашол за финанси и некако си го градиш својот пат. Кажи ми нешто за твојата последна работа. Сега малку одмараш. Сега малку одмарам, да. Мојата последна работа беше прекрасна. Многу ми легна, многу ја сакав. За една фирма за накид во Америка. Тоа го работев онлайн, без фиксни сати, сосема слободно и беше преубава работа. Сличен тип на работа, значи личен консултант за накид за купци во Америка, главно во Америка. Ја работев и на последнава работа, тоа беше една фирма што се вика Eterneva, прилично нова технологија, да кажам, на светски пазар. Фирмата се занимаваше со тоа што произведува лабораториски креирани дијаманти од кремацијска пепел. Им беше развиен бизнисот. Кој е твојот совет кон младите македонски номади, како и каде ја бараат својата работа? Гледам на Upwork, гледам на LinkedIn, какви работни места има, што се бара и некако си пробувам да си замислам дали би ми било фит за мојот профил, за мојот животен стил. Има многу млади кои што пробуваат да го избегнат системот, кој што ни е нас поставен. И оние столбови каде што треба се движи традиционално македонско општество. Заврши факултет, па најди работа и слично. Значи, од старт ти кажам, ја ќерка ми нема да ја запишам на факултет. Зошто? Прво не знам дали ќе сака. Мислам ако сака, фала Богу, иди си на факултет. Ако идеш само за диплома, мислам нема поента. Ако идеш за искуство, ще ти го светов прво, ќе научиш многу повеќе него на факултет. Ја не дека не си го цена мојот факултет, беше прекрасен и тој тука што го завршив и тој во Америка, меѓутоа не ми било потребно за да стигнам до тука. Во еден дел од животот можеби стварно ми требало малце проширување, да кажам, на погледот на светот и на професијата и на креативните индустрии, меѓутоа не ми се базира сегашниот успех на мојот факултет само. За младите кои што одлучуваат полека да бидат дигитални номади, препорака број 1. Пробувај. Цело време? Не знаеш што те чека, не знаеш што ќе биде, не знаеш ништо, само пробај се. Сметаш ли дека животот во Македонија е убав ако си дигитален номад со странски плати и сам го управуваш и своето време и своите финанси? Многу поубав, многу поубав. Зошто? Не споредбено. Прво имаш слободата. Второ имаш, да карикирам, 5 пати поголема плата од луѓе тука што си имаат. Минимум 5 пати поголема. Условите на Upwork, ама Upwork е добра платформа која што сега многу наплатува по транзакција, ама Upwork барем тој дел го имаат регулиран. Значи ја преку Upwork се добивав пари на самата платформа, од таму ги префрлав на Тутунска и ме легнуваа кој што треба. Тоа платформата го имаше решено. Од таму кога ќе ти легнат парите, можеш да си платиш легално данок колку што треба и така натаму да си продолжиш. Значи, ако на луѓето им е битно да им е све концизно средено во тој поглед, тогаш би го препорачала Upwork или некој од новиве, сега не ги следам баш кои се новиве, платформи кои што го имаат тој дел регулирано, за да може барем, ако ништо друго, трансферот на пари да биде лесен, за да можеш ти да си ги добиеш во Македонија.